Да ги отвориме нашите Библии во Евангелието според Јован, во 16-та глава и денешен текст ни од 5-тиот стих до 11-тиот стих. Но само кратко да се подсетиме што се случуваше претходно. Од 13-та глава, кога Исус со учениците влезе во горната соба да ја прослават Паската. Значи, Исус беше свесен дека часот е скоро дојден и како што видовме претходно, Исус им дава големи упатства на своите ученици во горната соба. Им искажува првично љубов, ги поучува, ги охрабрува и ги предупредува. И видовме во последните два проповеди дека светот не мрази затоа што не го познава Бога. И дека сме два различни света. И затоа имаме отпор спрема Евангелието, па и спрема нас. И сето тоа, како што рековме, за да се исполни Словото. Значи, планот, Божиот план, големиот Божи план, оди понатаму. Бог е суверен, тоа го кажа. И еве текстот што денес е пред нас, не открива важни вистини за Светиот Дух и неговата улога во црквата и светот. Евангелието според Јован, ако го погледнеме, тоа е еден голем учебник за христологијата, тоа е наука за Христос, но и за пнеуматологијата, а тоа е наука за Светиот Дух. И точно во овие две подрачја, христологијата и пнеуматологијата, денес има најмногу искривени учења. Или како што кажавме, најмногу, најголема искривена слика за вистинскиот Бог. Точно во христологијата и пнеуматологијата. За Христос и за Светиот Дух. Тука се тие криви слики. А Исус пред самиот крај на својот живот на земјата не открива една темелна вистина за црквата, за учеништвото, за евангелизацијата, за сведочењето, за мисијата. И точно да го прочитаме нашиот денешен текст, Евангелие според Јован, 16 глава, од 5 до 11 стих. А сега одам при оној кој ме пратил и никој од вас не ме праша. Каде одиш? Туку вашето срце се наполни со тага, зашто ви го кажав тоа. Сепак, јас ви ја кажувам вистината. Подобро е за вас јас да си отидам, зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде при вас. А ако пак заминам, ќе ви го испратам. А кога ќе дојде тој, ќе го увери светот за грев и за правда и за суд. За грев, зашто не веруваат во мене. За правда, зашто си одам при мојот татко и веќе нема да ме видите. За суд, зашто е осуден кнезот на овој свет. Пак имаме малку стихови, но има многу што да се каже. Бидејќи ова е една темелна порака која Господ ја дава на своите. Ја дава на своите ученици, на избраните Божји деца. Значи, откако Јуда е напушти горната соба, остануваат 11 од 12. И што прави Исус? Исус јавно и отворено пред своите 11 ученици го најавува своето заминување. И тоа во 13 глава, 33 стих, како вели: Дечиња, уште малку сум со вас. Ке ме барате, и како што им реков на јудејците, каде одам јас, вие не можете да дојдете. И вам ви го велам тоа сега. И оваа изјава на Исус дека заминува ги вознемири учениците. И Петар на ова одма реагира: Господе, каде одиш? Не од интерес каде оди, туку од вознемиреност. Ова ги исплаши не само Петар, него и сите останати.
Бидејќи оној кој 3,5 години беше со нив и им беше се, и сега вели јас одам. Тоа беше доста вознемирувачки за нив. И овој текст од 13-тата глава, што сега го прочитав, 33-тиот стих, и текстот што денеска го работиме, 16-та глава од 5-тиот стих до 11-тиот, открива дека учениците не го разбирале доволно Евангелието, не разбирале што и зошто ќе се случи она што ќе се случи. Она што ќе случи во петок, сабота, недела. Не разбирале за смртта на Исус, не го разбирале воскресението. А покрај тоа 11-мината не ја разбирале и најголемата привилегија што ја имале како ученици на Исус Христос. И тоа ќе биде нашата прва точка за денеска. Значи, Светиот Дух е најголема и неверојатна привилегија на верниците. Ние самите не сме свесни што значи да се биде христијанин. Тешко тоа го сваќаме. Во 15-та глава рековме дека христијанин е оној во кого е Исус Христос и кој е во Исус Христос по Светиот Дух. И дека тоа е нешто надприродно и дека тоа е посебно. И во ова прашање од Петар, каде одиш? Петар и апостолите, гледам, повеќе се загрижени за себе, отколку за Господа. А сега одам при оној кој ме пратил и никој од вас не ме праша каде одиш. Туку вашето срце се наполни со така, зашто ви го кажа тоа. И таквата грижа, таквата загриженост ги влечи во тага и во жалост. Исто е и со нас денес, и со сите личности. Личностите што постојано мислат на себе, што се фокусирани на само на своето и на себе, тие никогаш не се радосни. Тие секогаш се натажени и загрижени, би рекол депресивни личности. Бидејќи мислат секогаш, ама буквално само на себе. Апостолите го имаат Христос. Христос е со нив. И место да размислуваат за Христос и неговото заминување, те размислуваат за нивното останување. Човекот што е фокусиран само на себе си, тој секогаш е предодреден за тага, за жалост, за депресија и за потонување во најмрачните темнини. Бидејќи секогаш тој е жртва. Ние како луѓе не сме создадени постојано да размислуваме за себе. И тука е проблемот денес. И затоа има тага, а не радост. Личноста што само мисли на себе, никогаш нема да биде радостна. Секогаш, ама баш секогаш нешто и фали на таа личност. Секогаш е незадоволна. А чим не си задоволен, не си радосен. А видете Исус како ги поучува. Исус ги поучува, ги поправа, ги охрабрува, ги подигнува. Едноставно им го менува погледот и им вели не така, не да размислувате за себе и за своите постојано. Излези од тоа, тоа само те влечи надолу. Мисли на нешто повозвишено, мисли на Бог. Биди задоволен со тоа што го имаш. А ние што мислиме? Исто како ученици. Па Господи, каде одиш ти? Па што ќе правам јас? Како ќе живеам јас? Со што ќе живеам јас? Па со кого ќе бидам? Како ќе биде ова? Како ќе биде она? И тоа е таа тага, таа жалост и тоа што нешто фали постојано. Депресија. Ама буквално во тоа нема ништо. Нема ништо тука. Во јас нема ништо. Тоа само јас, ама сето е празно. И сега Исус ова добро им го објаснува. Еве во 7 стих. Сепак, јас ви ја кажувам вистината. Подобро е за вас
јас да си отидам, зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде при вас. Ако пак заминам, ќе ви го испратам. Утешителот, зборувавме претходно, дека тоа е Светиот Дух. И сега, зошто утешител? Зошто е потребата од утешител? Па постојана е таа борба. И внатре во нас, и однадвор. Бидејќи претходно што зборуваше Исус? За прогонства, за напади. И точно потребен е Светиот Дух. Исус вели, ако не заминам, не можам да го испратам. Значи, ако заминам, ќе ви го испратам. И јас мора да одам за да дојде оној што е посилен од мене. Бидејќи ако се сеќаваме што реков, Исус беше физички ограничен во едно време на едно место. Значи, во едно време може да биде само на едно место. И вели, јас ќе ви го испратам оној што е се присутен, што е сезнаен и семојки. А тоа е Светиот Дух, тоест утешителот. И тоа е третата личност на Светото Тројство. И сега ова е многу важно да се разбере. Внимавајте, многу е важно. А тоа е дека Исус, Светиот Дух, му го вети и му го испрати на верните. Само на верните. Исус, Светиот Дух, и го испрати на црквата. Треба да се разбере дека Светиот Дух не делува, како што некои велат, во некој вакуум, во некој безвоздушен простор. Не делува. И не делува во светот. Не делува. Светиот Дух исклучиво делува во верните, во црквата и по црквата. Значи, знаеме дека ние сме црквата. И тој делува во нас и по нас. Значи, ова е многу, многу битно да се разбере. Светиот Дух не е испратен во светот, туку во црквата, и тоа е уникатна привилегија на верните. Уникатно Светиот Дух делува во црквата и преку црквата. Ако ова не е јасно, тоаш не верувам дека друго ќе ни биде јасно. Кога зборуваме за евангелизацијата, за мисија, за сведочење, улогата на Светиот Дух во светот, ова треба секогаш да го имаме пред очи. Испратен е во црквата и така преку црквата оди во светот. Дали ова сега го разбира? Значи, испратен во црквата, во нас, и така преку нас оди во светот. И тоа е привилегија. Светиот Дух е во нас и преку нас оди во светот. И затоа сведочиме, затоа евангелизираме, затоа е мисијата, затоа е црквата. Да го проповеда Божјото Слово. Но, ова често пати многу лесно се заборава денес, како што го заборавиле и верните во Коринт, и затоа Павле им вели во 1 Коринтијаните 3 глава 16 стих: не знаете ли дека сте Божји храми, дека Божјиот Дух живее во вас? Значи, нема поголема привилегија од тоа, а и нема поголем проект од црквата. Тоа е Божји проект. И ако добро забележуваме, ако гледаме, вели во вас. Божјиот Дух живее во вас. Множина, не еднина. Значи, црквата секогаш е множина. Не е за мене, не е за тебе, тоа е за нас. Секогаш е така. Светиот Дух е испратен на црквата и делува во црквата и преку црквата и никако поинако. Контекстот ни налага да ја нагласиме таа вистина, дека после предупредување дека светот и црквата се два различни света и дека светот е мрази црквата, дека неверните не ги сакаат верните, Исус нагласува дека Светиот Дух ќе ви го испратам вас на верните. Точно заради тоа прогонство и заради таа омраза, тој е утешителот, тој е оној кој не поучува и тој е оној кој ни дава да ги амортизираме тие удари кои доаѓаат однатре и однадвор. И тоа вас, ова вас или вам ви, Исус го спомнува повеќе од 20 пати во горната соба, додека ги поучува учениците.
Вели вас, или вам. И да нема забуни, ај малку да се вратиме назад. Јован 14 глава од 15 до 20 стих. Ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. И јас ќе го молам мојот татко, и тој ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека. Духот на вистината, кога светот не можеше да го прими, зашто не го гледа, ниту го познава. Вие го познавате, зашто тој престојува при вас и ќе биде во вас. Нема да ве оставам сираци. Ќе дојдам при вас, уште малку и светот веќе нема да ме гледа, а вие ќе ме видите, зашто јас и вие ќе живеете. Во оној ден ќе сознаете дека јас сум во мојот татко, и вие во мене, и јас во вас. Им зборува на учениците. И затоа важно е секогаш да се знае кој на кого му зборува и зошто му зборува. Значи Исус не му зборува на светот, не вели вас, вам, него на учениците. И тоа гледаме кога? Остане 11 од 12. Јуда замина. Не вели на светот ќе бидам со вас довека. А светот ниту го прими, ниту го гледа, ниту го познава. Мислам дека ова е јасно. Бидејќи светот има некои своји духови. И гледаме како се завршува со тие духови. Со трагедии, страшно. И сега, 14 глава, 25 и 26 стих. Повторно не вели тебе, него ви. Ова ви го зборував, додека бев при вас, а утешителот Светиот Дух, кого татко ми ќе го испрати, во моје име, ќе ве научи и ќе ве подсети на се што ви реков. Значи пак ви, пак множина, ама на учениците, на своите. И потоа 7 стих од денешниот текст вели сепак јас ви ја кажувам вистината, подобро е за вас јас да си отидам, зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде при вас. Мислам многу јасно. И еве исто од оваа глава за идната недела што ќе зборуваме од 12 до 15 стих. Вели имам уште многу да ви кажам, но сега не можете да носите. А кога ќе дојде тој духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина, зашто нема да зборува сам од себе, а ќе зборува она што слуша и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. Тој ќе ме прослави мене, зашто ќе земе од моето и ќе ви јави. Се што има таткото мое, затоа реков дека ќе земе се од моето и ќе ви јави. Значи пак ви, на кого ќе му јави? Вас, на учениците им се обраќа Исус. Ова ќе го видиме идната недела. Црквата ова мора да го разбери. Дека Светиот Дух не е испратен во светот, тој не делува во некој вакуум безвоздушен простор, тој делува во црквата и преку црквата. И гледате дека ова е една голема привилегија која ние имаме. Но таа привилегија носи и одговорност. И како што реков во овој текст, ова вас, вам, ви е повеќе од 20 пати спомнато. Значи, очигледно Исус нагласува. Утешителот не доаѓа во светот, туку во вас. И вие, таа е одговорноста, действувате и делувате во светот. Значи, ние треба да делуваме во светот. Дали со проповедање, тоа ќе го видиме покасно, дали со дела, и тоа ќе го видиме. Емануел, што значи? Бог со вас, тоест Бог во вас. Тоа е таа вистина. Бог во вас нема поголем и посилен. И таа е привилегија, и тоа е одговорност за нас. Но денес црквата, зборувам општо, глобално, го изгубила идентитетот, само почитувањето го губи авторитетот, затоа што трча по светот, се меша во светот. А што вели? Не знаете ли дека сте Божји храм и дека Бог пребива во вас? Треба да бидете чисти, а не смешани со светот. Тоа е привилегија. Ама заради тоа мешање на црквата во светот и сообразување со светот се губи и идентитетот и авторитетот.
Метафората што Исус најмногу ја користи, кога ја опишува поврзаноста на Исус и црквата, е метафората со Христовото тело. Исус е главата, црквата е телото, и тоа е тело што е силно поврзано и има се што му е потребно. Со се што е потребно. Значи Исус беше лимитиран додека беше на земјата. И во просторот и во времето. А Светиот Дух е сеприсутен, сезнен и семојкен, што дејствува во својата црква. Значи целата црква, сега зборувам за црква со големо Ц, е меѓусебно поврзана. Секој еден верник е еден член од таа црква, од тоа тело. И секој е потребен. И на Бог секој му е битен. Значи тоа е таа поврзаност, а Исус е главата. И само колку ресурси има тука, во таа црква, колку члена има. Ама има буквално се што сакате. Ама нашиот проблем е што размислуваме прелокално, па ние сме малку, ние не можеме, а не размислуваме на Бог, не размислуваме на Христос, не размислуваме на главата, не размислуваме на црквата. Општо. Значи имаме стеснат поглед. Тоа е опасно. Бидејќи црквата, како што кажав, е Божји проект и таа е неговата невеста. И точно преку овие поучувања, Бог, преку Светиот Дух, третото лице од Бог, ја очистува и ја држи чиста својата невеста. И затоа тој уникатно пребива во црквата и делува преку незе и во незе. Значи, Светиот Дух е наша привилегија, привилегија на верните, привилегија на наново родените луѓе од Светиот Дух и Словото. А кога ќе дојде тој, гледате тој. Тој е личност, лична заменка. Тој порано го имаме кажано. Значи, Светиот Дух е личност. И е третата личност од Светото Тројство. И е исто важен и битен, исто почитуван како Бог Отецот и Бог Синот Исус Христос. Светиот Дух преку црквата ги допира и им сведочи на неверните. Значи на тој начин. Преку црквата допира до срцата на неверните и им сведочи на неверните. Затоа вели и тој ќе го увери светот. Еве 8 стих. А кога ќе дојде тој, ќе го увери светот за грев и за правда и за суд. И ова е, од овде вадиме нашата втора точка за денес. Светиот Дух е обвинител на неверните. Запомнете го. Светиот Дух е обвинител на неверните. Значи, тој кога ќе дојде, ќе го увери, тоест ќе му докаже на светот за заблудата во која живее, за гревот. Велиме обвинител. Која е должноста на обвинителот? Обвинителот на суд има должност да ја докаже вината, тоест кривицата на обвинетиот. Во почетокот рековме дека денешниот текст не открива на темелна вистина за сведочењето, евангелизацијата и мисијата. А кога ќе дојде тој ќе го увери светот. Тој тоа ќе го направи. Значи, денешниот текст не открива важни вистини, што секој христијанин, секој сведок за Исус Христос, секој проповедник, пастор, мисионер мора да ги знае. Секој пат кога го објавуваме Евангелието, радосната вест за Исус Христос на овој свет, ние мораме да бидеме многу свесни дека ние не можеме да допреме до нивните срца, ние сме прекратки, не го можеме тоа. Дека тој кога ќе дојде, ќе го увери светот во заблудата за гревот. Значи, тој делува преку нас. Тој ќе го увери. Тој, не ние. Видете што вели пророкот Захарија. Не со сила, ни со снага, туку со мојот дух. Захарија 4.6. Значи, Светиот Дух секогаш дејствува според Словото и секогаш кога Светиот Дух
се вади надвор од контекст на словото, настануваат проблеми. Не со сила, ни со снага, туку со мојот дух. Не ние, Светиот Дух во нас треба да сведочи. И тоа ги увери. А ќе видиме и како. Овој глагол овдека, ќе го увери, е истиот глагол што се користи за обвинителот во судот. Да го увери судијата за вината на обвинетиот. Значи, тоа е должност на обвинителот. Да го увери судијата. Да ја увери поротата, како сакаме да гледаме на тоа. Или, поточно, да ја докаже вината на обвинетиот. Тоа е тој глагол. Да го увери. И во првиот век, кога е пишуван ова, и сега улогата на обвинителот е буквално иста. Да се докаже вината на обвинетиот и да се натера да ја признае својата вина. Да признае гревот. И тоа е улогата на Светиот Дух во светот. Преку црквата. И тоа значи евангелизација. Тоа значи мисија. Да му се докаже на виновникот, да му се докаже на светот дека е виновен и да го доведе до признавање на вината. Тоест, до покаяние. Тоа е евангелизација. Тоа е и нашата цел. Кога сведочиме, да ги доведеме луѓето од светот до покаяние. А тоа го прави Светиот Дух преку нас. Но мора прво да ги обвиниме. Мора да има обвинение за да дојде до покаяние, да признае грев. И сега мислам дека е многу појасно зошто Господ Исус толку многу простор во своето последно учење им дава на најавеното прогонство и непријателство. Никој не сака да биде обвинет и одма ти станува непријател. И прогон. Никој не сака да му докажувате дека е крив, дека сгрешил и дека греши. А само малкумина ќе ја признаат кривицата, гревот. А сите останати тоа го игнорираат, или го релативизираат, или ќе се обидат тотално да го скријат својот грев. И на крај, ако сме поупорни, тоа завршува со агресија. Абе, ајде тиче ми кажеш, ме најде сменија темата, доста од ова. И ние некогаш сме биле такви. Но фала му на Бога. Кој сака да биде виновен? Никој. Гледате колку тешка задача имаме ние како црква. Да бидеме обвинители. Значи, црквата е обвинител на светот. Ние сме обвинители. Ако го имаме Светиот Дух. Кога би ги запрашале затворениците ни светот, по овие секуларни затвори, истрагата, истражувањата велат дека големо мнозинство од нив велат дека таму се по грешка. Никој не е виновен. Докажана му е вината, докажана е кривицата. Обвинителот го докажал тоа, судот го осудил и тој вели, па јас сум овде по грешка, не сум крив. Мнозинство од затворениците го велат. И гледате која е нашата улога. Да му се докаже на луѓето во светот дека се виновни и дека се на пат за пекол. Дека она што го имаат овде, би рекол оваа мизерија од живот, овде на земја, тоа е најдоброто што ќе му се случи. А најлошото допрва доаѓа, допрва најлошо ги очекува. Значи, тоа е црквата. Мора да зборува дека се виновни, дека се грешни пред Бога и дека се родени грешни. И на крај ќе завршат во пекол. Сега, како Светиот Дух преку црквата го уверува светот дека е виновен? На кој начин Светиот Дух е обвинител на неверните? Значи, исто како што правеше Исус, со проповедање на Словото. Еве од пред 2 недели, 15 глава, 22-23 стих. Да не дојдев и да не им зборував, немаше да имаат грев.
Значи да не дојдев и да не им зборував. Исус проповедаш, немаш да имаат грев. Но сега немаат изговор за својот грев. Кој ме мрази мене, го мрази и мојот татко. Значи контекстот е јасен. Како што Исус беше обвинител на светот, така што го проповедаше Словото, исто и Светиот Дух преку црквата го обвинува светот. Значи црквата мора да го проповеда Словото, вистината, не некое друго евангелие. Мора да се проповеда вистината. Во било кое време, и во невреме, и кога е згодно, и кога не е згодно. Црквата не смее да го изгуби својот авторитет, а светот тоа го сака. Да почне црквата да релативизира, да не се зборува за грев, да не се зборува за пекол. Добро е, продолжи. И оние кои го проповедаат Словото, секогаш треба да се свесни дека во природата на Словото е Божијата природа. Што значи тоа? Значи Словото разобличува, разоткрива, продира, разделува, суди. Видете Евреите 4:12. Зашто Божиото Слово е живо и делотворно и поостро од секој меч, остар од двете страни, и навлегува до разделувањето на душата и духот, на зглобовите и на мозокот, и ги суди мислите и намерите на срцето. Единствено Божиото Слово навлегува. Само тоа може да го направи тоа. Не може нашиот збор, ако е дојден од човек. И затоа велиме Светиот Дух сведочи. Светиот Дух е тој. Значи само Словото продира, а не нашиот збор, ниту па некој мотивацијски говор може да навлезе. Никогаш мотивацијскиот говор не може да продре. Тој може би моментално да дај некое добро чувство, некоја добра мотивација, ама не навлегува во срцето, не навлегува во мозокот и не разделува и коските и зглобовите. Затоа црквата мора храбро да проповеда. Дали тоа му одговарало на некој или не, не е наше. Наше е да го проповедаме Словото. И вие кога сведочите, морате да сведочите за Словото, за вистината, не да релативизирате и нешто мотивацијски, па се е во ред. Значи Божиото Слово суди. Гледате, не е само обвинител, туку и судија. Сега би дошле ние до она нашата, кадија те тужи, кадија те суди, но тоа е во обратен контекст кога има корупција, како што е нашето обвинителство и судство, да речеме. Секуларно. Ама овдека е праведно. Кадија те тужи, кадија те суди, ама праведно. Евангелието е правно прашање и ги суди мислите и намерите на срцето. И видете сега Евреите 4:13. И нема сознание кое е невидливо пред него, туку се е голо и откриено пред очите на оној пред кого ние ќе дадеме сметка. Бог се знае. Светиот Дух се знае, ама апсолутно се и за мене, и за тебе, и за секој човек. И на крај сите ќе дадеме сметка таму. Освен со проповедање на Божиото Слово, преку црквата Светиот Дух го обвинува светот и со делата што ги прави црквата. И пак ќе искористиме текст од претходно 15 глава 24 стих, да не направев меѓу нив дела, го користиме Исус како пример. Исус го кажува, да не направев дела меѓу нив, какви никој друг не направил. Немаше да имаат грев, но сега видоа и пак не замразија мене и мојот татко. Значи, само црквата може да направи такви дела во светот. Тоа се случува. Дела, а кои се тие дела? Се не зборуваме ни оние чуда Исус што ги правеше леп, риби, па му дава храна, па исцелува болни. Зборуваме за наново раѓање. Наново раѓањето е чудо. Променетите животи се чудо. Овој беше таков, гледај сега како. Зарем не е така? Тоа имаме пример во Евангелието. Во Евангелието читаме за оној што беше опседнат во Гадаринскиот крај, од легион на демони.
Што правеше тој пред да биде допрен од Исус Христос? Пред Исус да дојде до него. Или јас би рекол пред неговото наново раѓање. Па живееше во гробовите, во гробиштата, шеташе гол, ги напајгаше луѓето, се удираше сам себе со камења и сите беа уплашени од него. Го врзуваа во вериги, тој ги кинеше веригите и пак напајгаше. Сите се плашеа од него. Но после средбата со Исус, тоа е тоа наново раѓање. Тоа е таа црква, тука се случува. Ајде да прочитаме. Марко 5 глава, 15 стих. Да видиме што после. И кога дојдоа при Исуса и го видоа бесниот во кого беше легионот, како седи облечен и умен, се уплашија. Облечен и умен, седи. Промена. Ова е промена, може само Бог може да ја направи таа промена. Само Исус може да направи променет живот. Само Бог може откорен да го смени човекот. И мојот, и твојот живот. И сечи живот. И како реагираа луѓето? Гледате? Се уплашија, вели. Се плашија тие и порано од него. Но ова е друг страх. Тоа е Божји страх. Што се случило тука? Кој е направил таа промена? Истиот оној кој е направил промената во мене и во тебе. Ете, точно на тој начин, со тие дела, го обвинуваме светот. Со нашата промена, со нашиот живот. Нашиот живот е сведоштво. Нашиот живот променет од Светиот Дух. И со тоа му ја докажуваме заблудата дека промената е можна, дека има нешто повеќе и нешто поголемо. Сведочиме за Бог. Бог се прославува преку нас. Секогаш љубовта, радоста, мирот, трпеливоста, кротоста, благоста, самоконтролата на некој начин ги иритираат и ги разоткриваат омразата, тагата, немирот, нетрпеливоста, гордоста, ароганцијата. Доброто секогаш го иритира злото. И затоа има омраза, мразење и прогонство. И тоа ќе се случи. Па луѓето, ако ги погледнеме добро, на крај краишта не сакаат и некој да е среќен. Со исклучоци. Мислам дека сите го имаме тоа искусено. Ако не на своја кожа, имаме барем бидено во некој круг на луѓе кои ќе видат некој дека е весел, радосен, среќен и одма оговарање за него, ова е вако, ова е така. Човекот не го сака доброто, не го сака Бог. Го мрази Бог. Го мрази Исус Христос, ја мрази Библијата, ја мрази црквата. И тоа е вистина. И тоа не треба да се крие, тоа треба да се зборува. И затоа предпазливо, внимателно со светот. Светот не мрази. Внимателно. Внимателни со таа интеграцијска евангелизација или интеграцијска мисија. Ајде заедно. Па и со таа културолошка или културализација на мисијата. Да не бидеме наивни. Светот не сака, не го сака Словото. Не можеме ние во Евангелието да ги вметнуваме традициите или Евангелието да го прилагодуваме кон тие традиции. Таа е културолошка интеграција. Тоа е страшно. Бог го не ичи тоа. Тоа е веќе идолопоклонство. Само вистината, само Словото, ништо повеќе. Ние сме обвинители на светот. А обвинителот не може да седи на кафе со обвинетиот. Барем додека трае тој предмет, тој процес, додека не се докаже вината. Ама сите сгрешија. Бидејќи тоаш нешто не е во ред. Извор на корупција е тоа. Значи да не се сообразуваме со светот. Да внимаваме на тоа. За крај, кога тој ќе дојде, Светиот Дух, зашто ќе го увери светот? Што ќе му докаже
на светот. Ајде да го прочитаме 8 стих. А кога ќе дојде тој, ќе го увери светот за грев и за правда и за суд. 3 работи. Ќе го увери во кривицата врз база на гревот. Сега може да слушнеме, некогаш кога сведочиме, може би и вие сте слушнале, па зошто му го кажуваш ова на луѓето? Тие знаат дека може би се грешни, ама не му го ставај одма пред очи, поднос му го пикаш гревот. Тие си имаат своји проблеми, други. Но верувајте, зависи како гледаме на тоа. Бидејќи, кога некој сака да се одбрани од ова обвинение, човекот е жртва. Но верувајте дека човекот не е жртва. Обвинителот мора да го докаже гревот. И така Светиот Дух преку нас тоа мора да го докаже. Ние мораме да го докажеме. Затоа треба да зборуваме за гревот и против гревот, ако сме повикани. А ако сме верни, ако Светиот Дух е во нас, тоа сме повикани. Обвинителот мора да зборува за предметот. Значи, насуто обвинителот излага предметот. А што е предметот? А кога ќе дојде тој, ќе го увери светот за грев. Ќе го разобличи за грев. Гревот е проблем. И тој е предмет. И од овој текст многу важно е да се разбере дека овде Исус не зборува за сите гревови. Не зборува за сите гревови. Тој зборува за еден специфичен и најопасен грев, а тоа е неверувањето во него. Тој тоа го специфизира одма. Еве таа спецификација, 9 стих. За грев зашто не веруваат во мене. Значи вели, ќе го увери светот за грев. Зошто? За грев зашто не веруваат во мене. Значи оној кој не верува, не ги признава и другите гревови, ги прави и другите гревови. Нема ни еден праведен. Значи овој грев ќе го однесе во вечни маки во пекол, кога не верува во Исус Христос. Исус дојде, проповедаше, поучуваше, правеше чуда. Тоа е главна содржина во Евангелието според Јован. Главната тема е да веруваат дека Исус е Божји син и верувајќи да имате живот вечен. И тоа треба да им го зборуваме на луѓето. Што е најголем грев? Дека ако не верувате во Исус Христос, тогаш сте изгубени. Тие се изгубени за вечноста и над нив е Божиот гнев. А Божиот гнев е праведен. Кој верува има вечен живот. Кој не верува, веќе е осуден. И Божиот гнев е врз него. Јован 3:18. Црквата мора, значи, да го проповеда Евангелието. И тоа започнува со лоша вест. Како би го разбрале распнувањето, крстот, бруталноста на крстот, ако не го разберете проблемот грев? Значи, добрата вест започнува со лоша вест. Морава да го знаеме. Дали сме обвинители на светот, или само одиме во светот и им ги скокоткаме ушите на луѓето и се е во ред. Тоа треба да се запрашаме. Треба да се запрашаме. Дали ги обвинуваме луѓето или се сообразуваме со нив и само па се е во ред. Значи, тоа е улогата на црквата, нашата улога. Да му речеме отворено на човек. Ова што го правиш е грев и тој грев на неверување во Исуса Христа ќе те одведе во пеколот. И сега што вели понатаму? Кога ќе дојде Светиот Дух, ќе го увери светот за грев и за правда. И за правда. И сега важно е да видиме од овде дека Светиот Дух не ја докажува човечката неправедност, туку ја докажува Христовата праведност. Не неправда, туку правда. Чија правда? Чија правда? Ако знаеме дека нема ниту еден праведен, сите сгрешија. Ова е она што го рековме. Проблем е гревот, а Исус е решението. Значи Исусовата правда. Исус е одговорот. Само тој е единствено праведен и без грев.
И тоа е улогата на Светиот Дух преку црквата. Црквата мора да кажува дека нема никој праведен, никој не го бара Бог, сите сгрешија, само еден е праведен, Исус Христос. Светиот Дух го уверува неверникот дека Бог на судот нема да го задоволи ништо помалку од совршената жртва, совршениот живот, смрт и воскресението на праведникот Исус Христос. Ништо друго не може да го оправда човекот. Никакви добри дела, никакви обреди, традиции, ама баш ништо. Ништо. Освен праведноста на Исус кој беше на крстот. Него смирува праведниот Божи гнев. Праведниот Божи гнев. Човекот повеќе или помалку е неправеден. Човекот може да биде и само праведен, но верувај, тоа не го води во рај. Не му дава вечен живот. И тој човек кој е само праведен нема да го види Божјото лице. Но видете добрата вест. Човекот може да биде оправдан. Да, оправдан врз основ на оној што умре праведен, за да не оправда нас неправедните. И тоа црквата треба да го проповеда. Дека сме оправдани пред светот и дека ние сме оправдани и пред светиот и праведен Бог. Само со вера во Исуса Христа, не и со нешто плюс. И тоа го кажува 10 стих. За правда, зашто си одам при мојот татко и веќе нема да ме видите. За Исусовата правда. Овде не кажува за човечката неправда, оправдани само преку праведникот Исус Христос. И сега, ако изворот на прогонството знаеме кој е, тогаш одиме на овој 11 стих. Значи, досега мислам дека Евангелието јасно го кажува. Светиот Дух ќе го увери светот за грев, за правда и на крај за суд, вели. А за суд никој не сака да оди на суд. Кој би сакал да биде на суд и да биде суден? Никој. Не е, мислам, добро на суд. Не сум бил никогаш, ама предпоставувам дека не е добро да бидеш во кожата на некој кој обвинет таму. Но верувајте, сите ќе одиме и ќе се појавиме пред Бог. Сите ќе положат сметка. Сите ќе положиме сметка пред Бог. И видите што е поентата. Ајде 11 стих. За суд, зашто е осуден кнезот на овој свет. Значи кажав, изворот на прогонството, на злото е кнезот на овој свет. А овде вели, што? Е осуден. Значи, ако тој е осуден, тогаш нема да се извлечеме и ние. Шанси нема. Освен ако не веруваме во праведниот Исус Христос и ако не го спознаеме нашиот грев. Значи, тоа е тоа покаяние со вера и доаѓаме, бидуваме оправдани, а не да бидеме осудени. Значи, секој што не верува во Исус Христос, како праведник, што го оправдува секого што верува во Него, нема да помине на Божиот суд. Веќе е осуден. Мисламе јасно. И ќе завршам со една порака на Чарлс Спержан, кој вели, можеби можеш да си дозволиш и приуштиш да живееш без Христос, но немој да умреш без Него. Немој да умреш без Христос, праведникот. Амин. Да се молиме. Татко наш, ти благодариме за Твоето Слово, што си ни го дал, што можеме да се поучиме од него, што можеме да го практикуваме, Господе. Ти благодариме за тоа што пребиваш во нас. И те молиме, давај ни сила
да можеме да сведочиме, да евангелизираме, да мисионираме за Тебе. Светиот Дух да работи во нас, бидејќи знаеме дека Светиот Дух е како пламен, тој ни дава ревност, тој ни дава жар, што повеќе да бидеме при Тебе, Господе, да бидеме во Словото, но и тоа Слово да излегува од нас, како река на жива вода. И така, Господе, со нашиот променет живот да сведочиме секаде каде што Ти си ме поставил. Дали на нашите работни места, дали со нашите роднини, пријатели, каде и да сме. Ние да бидеме пример за Тебе. Нашиот живот да биде сведоштво, од нашиот живот да избира Евангелието. Ти благодариме, Господе, за таа привилегија, што си ни ја дал. Светиот Дух да пребива во нас и преку нас. И Те молиме, Господе, ние да допреме до што е можно повеќе души. Бидејќи знаеме дека овој град, па и оваа држава, па и цел свет, Господе, оди во пропаст, оди во грев и во темнина. Точно ние да бидеме тоа сведоштво и тој зрак на светлина преку нас. Да допреме до што повеќе души, да се избават од таа темнина и да наследат Царство Небесно, да преминат во светлина. Ти благодарам, Господе, за секој еден овде денес. Ти благослови го. Ти води го во својот живот. Ти покажувај му го патот и Твојата волја, Господи. Бидејќи само така, секој ќе биде исполнет и секој ќе биде задоволен со она што го има, а не да се представува како жртва. Се молам, Господи, за оние кои се болни, Ти исцели ги. Ти делувај во нивните срца, во нивната душа, Господи. Се молам и за оваа недела која предстои. Ти давај ни можност да сведочиме на повеќе луѓе, да го предочиме нивниот грев, да бидеме нивни обвинители, а Ти, Господе, да делуваш во нивните срца. Се оставаме во Твои раце. Во името на Исуса Христа се молам. Амин.